Драги гледачи, добро вечер. Јас сум Миланчо Пендев, а вие гледате емисијата Меѓу редови. Денеска имаме еден специјален гостин, поразличен по многу што од многу други луѓе. Вечерва ќе разговараме за неговото лично искуство и неговиот живот полн со предизвици, проблеми, но и со победи. Драги гледачи, задоволство ми е да ви го представам вечерашниот мој гостин, Никола Аслимовски од Охрид. Добро вечер и добро ни дојде. Добро најдов. Како се чувствувате? Одушевен од студиото, убава атмосфера и може да почнеме. Ајде пред него ли да почнеме со прашањата, би те запрашал, не случајно не те најавив јас, тоа сакав да го сториш ти пред нашите гледачи, а сигурно тие ги интересира кој е на висина Никола Аслимовски. Па повели, мислам дека добро е првен периодот од твоето раѓање до завршетокот на твоето средно училиште. Значи, Никола Аслимовски е роден во едно село скребатно до Охрид. И тоа беше во далечната 1948 година. После Втората светска војна, кога ФНРЈ беше на почетокот на изградба на едно ново општество под водството на другарот Тито. Мојот татко беше милиционер по служба и дома никогаш не сме имале верско поучување, веронаука, туку нашиот татко, нас 4 деца, 3 сина и 1 ќерка, не воспитуваше од видот на, еве сега се сеќавам на една рецитација. И на германските камиони ќе им ставаме клинци на патот да им се дупнат гумите. Смрт на фашизмот, слобода на народот. Тоа беше она домашно воспитување. Комунистичко, смрт на фашизмот, фашизмот беше уште пресен тогаш, а мислам нема да исчезне до Христовото доаѓање. И Никола Аслимовски од Охрид по службена должност со татко му отидовме во Разловци, Делчевско, па оттаму во Дубровница, Крива Паланка, едно село, и од Дубровница, Крива Паланка, го поставија за командир на милиционерската станица во Крива Паланка и таму заодев на школа, на училиште. Дали тешко ти паѓаат тие преселби од град во град, од место во место, од село во село? Па тогаш бев дете, иако децата тоа многу посензитивно го примаат, но Од пишување од едно училиште за пишување во друго, како ти паѓаше тоа? Јас од прво оделение во Крива Паланка, во Јоаким Крчовски, училиштето, до 7 оделение, мислам дека ги поминав најубавите детски години. Значи до 7 оделение. Таму 7 години. Од Крива Паланка нови 8 години во Куманово. Во Куманово. Таму завршив 8 оделение, а запишувајќи се на гимназија, во гимназија, ја завршив и таа гимназија со мој хоби тогаш интернет. Уште тогаш, само друг тип интернет, безжично, буквално безжично, јас бев голем симпатизер, одушевен во клубот на радиоаматери, каде што со Морзеовата азбука
i preku ta radioamaterska stanica so kratki branovi i jedna antena Windows 41 metar dolga, имав врски со целиот свет. И тие врски ги потврдувавме, испраќајќи си картички потврда за одржана врска. Колку децибели била чујноста. Слушнав дека и ова студио е опремено од некоја компанија Децибели. Така. Па ме подсети на тоа. Чујноста, зашто некогаш требаше да го залепам увото на звучникот од таа радиостаница и да ги слушам морзеовите сигнали. Тати, тати, та, тати, та. Така. Значи, уште од тогаш интерес за такво нешто. Ме интересира, што завршите, општа гимназија или некој одсек? Општа гимназија, но јазичен смер. Аха. Добро. Доволно мислам за гледачите, имаме уште многу прашања. Голем љубител на книгата, дали е точно? Апсолутно. Кои, например, еве, книги ти се омилени со каква содржина? Најмногу што ме интересирала била природата, географијата, математиката и така. Кога отидов на студии во Загреб за глума, актерство, тогаш моите... Че го спомниме и тоа, само битно ми е сега, кој жанр на книги, односно со каква содржина повеќе? Еве, набројавте некои од нив. Дали знаете и покрај тие книги и други книги да прочитате, кои што... Секако, тогашните први книги кои што и ги добивав за одлично завршено прво, второ, трето, четврто оделение беа Ванчо Николески, оние раскази, се сеќам и Тарпејо, Насредин Хоџа во тоа време. Мудростите ми беа она што ме привлекуваше. Добро, хуманитарец. Не прави разлика помеѓу богати и сиромаси. Не прави разлика за нивната религиозна определба. Да. Луѓето. Дали некојаш знаеш да му приидеш на некој сиромав или на некој бездомник и да поразговараш, да поведеш разговор со него? Да, тоа... Ти се случува ли такво нешто? Тоа најчесто ми се случуваше, бидејќи нашиот животен век со моето семејство, сопругата и двете деца, бидејќи постарата веќе беше замината во Оксфорд, каде што докторира, јас токму таа хуманитарна дејност ја имав, кога во Приштина, каде што живеевме тие 22 години, го доживеавме пред бомбардирањето, периодот, и после бомбардирањето. Пред бомбардирањето беа оние на кои што им требаше хуманитарна помош, албанци. Албанци, бидејќи тогаш србите беа на власт. После бомбардирањето се сврте работата, албанците дојдоа на власт, србите беа во малцинство. На албанците во малцинство пред српски полицајци ние знаевме да делиме хуманитарна помош на албанците. Баш тоа ме интересира. Како се викаше организацијата во која што ти Тоа беше членуваш? АДРА. Што значи тоа АДРА, еве за нашите гледачи? АДРА е адвентистичка добротворна организација или Adventist Development and Relief Agency. Адвентистичка агенција за помош и развој. Така.
ако си убеден во нешто и сметаш дека е правилно, нема сила што може да го промени твоето мислење. Точно ли е ова? 100%. 100%. Тоа се покажа и Што мислиш, дали е тоа добра или лоша страна за еден човек? ако е во нешто сигурен, како да не? Затоа што на овој свет најголемата потреба му е потреба од луѓе кои нема ни да се купат, ни да се продадат. Луѓе кои што се спремни да ја кажат вистината како магнетната игла што го покажува на компасот секогаш север-југ. Или да ја кажат вистината, па макар и небото да се сруши. Ама денес светот очигледно е подкуплив, корумпиран. Убаво кажа, се тоа го кажа. Рековте дека ако сте сигурни, зошто и да не верувате во тоа мислење. На што се должи таа ваша сигурност во себе? Јас во животот имам направено две животни дигресии. Очигледно гладен и жеден бев за вистината. Живееме во еден свет на лаги, на невистина, на филозофирање, не философирање. Бидејќи зофос е мрак. Оној што филозофира, тој е љубител на мракот. А љубителот на вистината е философирање, со с, философија. Таа вистина мене толку ме привлекувала, што бев спремен и да се соочам со моите родители кои не ме разбираа тогаш кога ја дознав вистината. Например, мојот татко, покоен сега, ме испрати да бидам, да студирам, да завршам во воена академија за официр. Јас не можев да се најдам таму. Иако поминав, речи си 2 месеци. И тоа ми беше урачунато за одслужениот воен рок. И се враќаш назад. И реков, излегувам. И отидов. Нели побара зошто? Твојот татко нели те прави зошто? Ме праша. Дури ми напиша еден ферман. Дека тој нема да ме подржи. Тој мислеше дека и така и ми рече. Во воената академија имаш од копче до тенк. Се ти е обезбедено. Џабе да ми е се обезбедено, ако мојата душа е празна. Така. И тогаш го направив моето прво скршнување, прва дигресија во животот и отидов на академијата, казалишна академија за филм и Така. казалиште во Загреб. Така, уште едно прашање со ова. Дали некоја си променил некој твој став? Животот те научил на нешто за да го промениш тоа мислење кое што си го имал долека. Затоа што ако нема некоја промена на твој личен, вие сте совршен човек на некој начин. А еве, мојата промена беше кога отстапив или дадов отказ во театарот. Зборувам за лично мислење на одредена тема или во таа смисла. Јас бев човек изграден став некој за некоја одредена тема. Како актер мислев дека го достигнав врвот. Да. И долга коса, цигара, алкохол, тоа беше присутно во мојот живот. Значи, светски живот. Мојата сопруга ме запозна со долга коса. Додека не слушнав во една проповед во Скопје, или не знаете ли дека за мажот е срамота
da nosi dolga ili da gaji dolga kosa. To je za ženата, не за мажот. И веднаш после завршувањето на богослужението, на кривината имаше еден бербер борче, велам сечи Интересно. цигарите, кутијата гази, алкохолот мастика во канта за ѓубре и фала на Бога од тој умерен живот сега, јас, еве, со мои сега 74 години, колку ќе даде Господ, тоа е негово, тој ги има меѓите. Мислам дека гледачите насетуваат колку интересен ќе биде разговорот и понатаму, како ќе се движим понатаму. Сега, да завршиме со овој период. Сега да поминеме на периодот после средно образование. Од каде идејата после средно училиште да се запишеш на Академијата за театар, филм и телевизија во Загреб? Во Загреб. Тоа беше иницијативата на еден мој професор, Љубиша се викаше, по француски, кој што не ангажира нас, неколкумина од тоа време, во една целовечерна театарска представа на француски јазик. Негова беше иницијативата. Некако првиот пат вие самите да напуштите? Значи, пред да одам во Загреб, јас веќе бев докажан и тоа на француски јазик. Така. Во гимназијата, 4-та година. Добро е да го знаеме и тоа. А пред тоа и во 8-о оделение веќе го играв некој лош цар во тие драмски секции. Но ова беше поттик, едноставно сакав да го прошетам светот. А и со актерството веќе имав некои успеси. Додека не појдов во Загреб, таму веќе беше кулминација. Дали таму беше свој на своето кога отиде? Во тоа време барем. Да. Зборуваме. Ние бевме неколкумина македонска класа. Емил Рубен, актерот, Славица Николовска, Владимир Светиев, од струмичанецот Дине Дрваров и јас. Професор ни беше Илија Ѓувалековски. Значи, познато име од македонскиот театарски и филмски живот. За да, кога ја запознав вистината во Куманово, до тоа Куманово, и кога добив желба за да студирам во Загреб, јас одлучив да живеам за вистината. Одеме и кон тоа, јас мислам дека доволно време ќе имаме и за точно за тоа прашање. По природа, дали сте повлечен или изборлив и комуникативен? Сум бил многу срамежлив, повлечен како дете. Тоа ми била карактеристика. За после да се отворам. Дали е точно дека понекогаш молкот кажува повеќе од зборовите? Да, Ацо Шопов тоа најубаво го има кажано во една негова песна. Ако имаш нешто неизречено, нешто што те притиска и пече, закопај го во длабока тишина, тишината сама ќе го каже. Значи, молкот зборува
како што и подоцна мојата специјалност, специјализација во Париз Така. за пантомима беше театарот на тишината. Токму одиме натаму во тој правец. Марсел Марсо, ти значи ли нешто за тоа име? Како да не? Тоа беа првите контакти со Франција за да бидам во неговото интернационално училиште, за кое што аплицирав во тогашниот извршен совет на Македонија, кои што беа одделиле неколку стипендии. И јас и актерката Снежана Стамеска добивме стипендии, а Марсел Марсо Токму тука да се задржиме. Што личност? Он е најпознатиот по својата сценска личност Бип Кловнот, нели така? да. Малку Име во пантомимата би рекле број 1 од посовремената пантомима. Моите контакти беа само кореспонденција со него. Така, значи. Бидејќи кога веќе добив и стипендија и отидов, добив одговор од него дека му е жал што не ќе можеме да се видиме, тој заминува на светска турнеја. Турнеја низ светот. И тогаш француските власти ме усмерија, бидејќи тој заминал, а јас веќе во Париз, заминал на турнеја во светот, низ светот, ме усмерија на неговиот професор, Етиен Декру. Така, значи, сега се запишуваш значи на специјализација или како да го кажеме во Париз за пантомима. Значи, го одбираш јазикот на пантомимата. Так. Може така да го нарече. Так. Ти си, ако не се лажам, првиот мимичар во Македонија. Македонскиот пантомимичар. Така. Од каде таа љубов сега, те прашам, покрај театарот за пантомимата или како што многумина ја нарекуваат уметност на тишината? Да. Таа љубов ја добив уште за време на студиите во Загреб. Кога се сретнав со тогашните југословенски два тројца пантомимичари, едниот се викаше Златко Омербеговиќ, тој беше од луѓето со попреченост, глувонем, а јас можам и да говорам и да слушам. Значи, пантомимата е уметност која можат и други да ја практикуваат, а од каде се родила кај Марсел Марсо е интересно таа пантомима. Можеме да го чуеме и тоа да се. За време на Втората светска војна, кога биле бомбардирањата и кога децата и народ биле во скривници, за да не се слуша плачот на децата, Марсел Марсо ги занимавал со пантомима. Децата. Само за да бидат тивки. Односно, вниманието им го свртувал на себе, да не плачат, да не прават друго внимание. Токму во вечерашниот разговор со тебе можам да те поистоветам со пантомимата. Во кој смисел? Пантомимата зборува на сите јазици. Јазик кој им е познат на сите. Дај се сложуваш за тоа. И на бели, и на црни. И на големи, и на мали. Нели така? Токму ти во тој момент најде начин како да комуницираш, значи со луѓето и со публиката. Да. Пантомимските етиди се неколку минутни со панкарт, се вика, само
најава пред самата пантомимска етида ќе излезе некој од соработниците и на бел лист хартија или платно е напишан насловот. Како на телевизија, кога ќе се најави нешто Так. и тој панкарт или најава или телоп од телевизијата е насловот. Човек и бебе, например, имав јас. Или Адам и Ева. Со ова етида настапував на Југословенскиот фестивал за монодрама и пантомима во Белград. И таму дури ја добив и наградата која што беше втора специализација во Прага, кај еден И за тоа ќе познат Аха. чешки пантомимичар Ладислав Фијалка во Дивадло на Забрадли, во театарот кој што се вика. Ќе го спомнеме Забрадла. и тоа. Мислам дека многу прашања имам. Гледам дека има многу што да кажуваш и потребно е уште неколку емисии за можеби да го ицрпиме сето она кое што сакаме да го добиеме или кои што го интересира гледачите, но ајде понатаму одиме, ќе дојдеме до тоа прашање кое што го начна сега. Додека испитував за тебе и за твојот живот, дојдов до едно сознание, а тоа е дека тебе те е понудено да ја играш главната улога во филмот Најдолгиот пат, кој што е сниман и надвор од Македонија, некои Во Грција, во сегменти. Турција. Можеш ли накратко да ни раскажеш што се случи тогаш? Тоа беше периодот кога јас веќе одлучував дали и понатаму да останам во театарот, во светот на уметноста, или да речам збогум. Втора дигресија. Првата од Воената академија во Белград, на Бањица, Така. а ова е втората дигресија, свртување, за да конечно тргнам по правиот пат на вистината. А што се случи со филмот Најдолгиот пат? Режисерот Бранко Гапо Така. беше издвоил една од главните улоги за мене. Ме викна и ми ја предложи улогата, а јас не прашувам за хонорар, не прашувам колку ќе добијам, туку го прашувам само една работа. Дали можам да имам слободна сабота, која што почнува со зајдување на сонцето во петок и трае до петок, сабота, до зајдување на сонцето во сабота, бидејќи тоа мене многу ми значи. Се обиде да најде оправдување дека такво нешто не е можно, бидејќи снимањата треба да бидат збиени во рок од еден месец, ќе се снима во Грција, во Турција, со бродови, и тоа ќе биде напорно. На крајот на краиштата, уметноста е племенита работа и ако и снимам, односно работам во сабота во снимањата, дека тоа не би било некој грев, така ми рече режисерот Бранко Гапо. И твојот одговор? Јас се заблагодарив и реков, може би во некоја друга прилика. И ја одбив таа улога, која што веднаш ја доби актерот, сега скоро почина, Данчо Чевревски. Така. И со таа улога тој се вивна во југословенско филмско небо, Така. и сите други улоги од таа улога
му беше одскочна даска. Значи режисер Бранко Гапо, Да. а на сценариот Петре М. Андреевски. Така, Така, не ли? така. Сега ми интересира една, сигурно и гледачите би ги интересирало. Додека беше уште, или веќе не почна воопшто со снимањето? Не, Дали но- дојде во контакт со, например, со Ристо Шишков, Дарко Дамевски и оние, или Да. А, имаше ли некој контакт, некоја релација со нив? Со Ристо Шишков бевме во повеќе представи. Една од представите, тој остана многу добар. Каков беше како личност? он? Многу добар пријател, често разговаравме за религијата, за верата и ќе ги памтам неговите зборови. Емотивно беше многу врзан за мајка му и во една прилика рече, кога јас му кажував мое определување, што за мене значи религијата, тој рече религијата е мојата мајка. Очигледно, беше емотивен, многу емотивен. Дали беше патриот, како што се зборува, така го имам читано за него и слушам. Таков патриот да се фати загуша со друг за патриотството. Ова го кажувам затоа што бев сведок на еден настан, кога тој со еден друг беа фатени загуша и одвај ги разделија. Аха. Добро. Понудено ти е да одиш на доспециализација во Прага. Се враќаме на тоа прашање кое што го начна. И во тој момент ти расчистуваш со многу работи во твојот живот. Да. Со минатото. Наместо во Прага се запишуваш на факултет по теологија во Марушевац, едно мало место покрај Вараждин, таму во Хрватска. Тогаш И покрај Југославија. тоа што си оженет, Да, и имаш дете. така. Ти сепак одлучуваш да одиш во Марушевец на теологија. Каков пресврат би рекол? Да. Што се случи? Тоа беше радикален пресврт. После давањето оставка во театарот, после она собирање, скоро го слушнав, мојот колега, драг пријател Петар Темелковски, кој што ми рече, знаеш што се случи кога ти си замина од театарот? Не собра директорот Живко Чинго, сите, од драмата, техничкиот персонал, од режисерите, сите, бидејќи беше директор на драмата во МНТ, и ни рече, еден верник имавме и него го изгубивме. Сите да појдеме на Камени мост и да скокнеме во Вардар. Добро, тоа е убаво. Тоа е она позитивна страна што го каже. Но дали твоите колеги во театар во тоа време нели те направија луд? Затоа што ти веќе си бил популарен, познат, веќе ти имали и по паноа и по билборди во Скопје. Да, и во Горе толу Југославија. и во Југославија релативно Белград, Загреб. релативно познат. Значи Белград, Загреб релативно познат, а ти се одлучуваш на ваков чекор. Се откажуваш од сето тоа, од славата и одиш на теологија. Какви беа реакциите на твоите колеги? Дали имаше лични реакции спрема тебе, овака да ти кажат? Имаше противници. Да не заборавиме, тоа беше уште време на комунизмот. Тито беше уште жив, кога јас дадов оставка. Тоа беше 77 година, а Тито умре 80-та. Значи, јас се декларирав во комунистичко општество како верник. Така. И во таква ситуација за многумина бев луд. 77 година, така ли реков? Јас се крстив, Значи, 73-та се крстив. Аха, А така, така. 77-ма заминав од театарот во Марушевец. Значи само една година по филмот кога ти понудија за најдолгиот Да, пат, така. така беше. И противењето, некои подсмевања тогаш, како можам јас во тоа време да се декларирам како верник,
Мојот татко рече, Е, мојот син полудел. Јас го оставив сето тоа, а еден од тие големи притисоци беше намерно ставање на представа во која што јас учествувам во петок навечер. Да ме искушаат, да ме испробаат, како јас со саботата, как ќе реагираш? како ќе реагирам, дали ќе дојдам на работа во сабота. И јас, тогаш беше директорот Живко Чинго, реков, најдобро, јас да се погрижам, да му кажам. Нема да трпи представата, јас ќе најдам еден човек, и тоа беше од Кавадарци. Човекот, студент. Се викаше Димитар, презимето не можам да се сетам. Студент кој што учествуваше во театарски представи како хонорарец. Во некои сцени ќе се јави облечен во нешто, Како живи статист, слики, може, да. И си имаше како студент хонорар од тие работи. И јас му велам, Димитар, кавадарчанец, дали би сакал да ме замениш? Бидејќи јас не можам, мене совеста не ми дава, во петок вечер, а тоа е сабота, да дојдам на представа, дали би сакал да ме замениш? Јас ќе ти платам за таа вечер. Тој рече, нема проблем. Само му велам, внимавај, ако отидеш и ти речат, зошто си дошол ти, зошто не дошол Аслимовски, немој да се буниш, повлечи се, јас ќе ти платам, играл, не играл. И така и бидна, а јас го информирав директорот и му реков, поради мојата совест, јас не можам. А се молевме со сопругата. Еднаш и ја променија представата. Кога отидов, пречкртано со фломастер, друго име, друга представа кај што јас не учествувам. Интересно искуство. Сега доаѓа моментот кога родителите се откажуваат од тебе. Многу ми е битно тука, накратко се разбира. А ти поради Христа си спремен да се откажеш од се. Да. Од каде таа сила за такво нешто? Зарем не ти беше малку криво, нели ти паѓаше тешко? Поради таа ситуација што родителите се одвојате, се откажа. Моите родители, навистина, дојдоа дотаму да речат, не си веќе наш син. Поради верата. Поради зборуваме. верата. Мојот татко дури викнал и еден адвокат да состави тестамент во кој што се откажува од мене. Сериозна работа, Да. значи. И така и било. Јас ова го дознав од една наша комшивка од Куманово, која што била баш во моментот кога дошол адвокатот и кога му дал да го потпише тестаментот, а мојот татко секогаш не учеше. Немојте да потпишете ништо претходно да не прочитате. Може би смртна пресуда ќе си потпишете. Так. Најпрвин прочитајте. И тој зел да го прочита. Тестаментот. Кај што се откажувам од синот Никола Аслимовски, му потекле солзи, се расплакал, го искинал тестаментот, ми кажа комшивката, и го фрлил. И рекол на мојата мајка, кога ќе дојде Никола да го примиш, што не го стори мојата мајка. До последен здив не ме прими. А за мојот татко, кој што беше најпрвин голем противник, па кога му реков, татко, пред да ја прочиташ Библијата, да не правиме муабет. Прво прочита ја. Ја зеде, па вадел прашања, па цели ноќи останувавме прашања, одговори, и тој веќе
се упати. Интересен дел од твојот живот. Завршуваш теологија Да. во Марушевац и каде потоа те води животот? Односно, потоа се вработуваш како пастор. Да, приправник во Ниш. Во Ниш. Ајде накратко, каде во кои се места имаш одено или служено со твојата професија? Да. Во Ниш, кратко, приправнички, кој што продолжи по потреба на службата во Скопје. Значи, од Ниш во Скопје. Од Скопје во Струмица 2 години. Со по 2 години. Така? Селидби. Тоа веќе на нашите деца остави некој И трага. Така. траги. Од Струмица пак 2 години во Скопје. Од Скопје пак во Струмица 2 години. Така беше тоа. Од Струмица во Скопје, па од Скопје, кај што се задржав малку подолго време, беше Кавадарци едно време. И на крајот завршуваш во Косово. Па Или? од Кавадарци Лозница на Така. Дрина, Добро. Република Српска и Србија. Дрина беше природна граница, кај Шабац, и од Лозница последните години во Приштина. Интересно е да те прашам и за нашите гледачи, кратко да ми одговорите, работиш во Косово, муслиманите дали се расположени да слушаат за Христа? Дали беа расположени? Доживеав едно необично Божјо искуство, со кое што... Кратко ќе биде, нели? Да, Добро. кратко. Настапив кон муслиманите со човекот што ми го испрати Господ, би рекол ангелот Божји, кој што од границата со Србија до Приштина, кој што како автостопер ме запре, патувавме и разговаравме и ми го објасни името Ислам. Што значи Ислам? За на крајот, кога рече ја сега ќе одам, кога отвори врата и исчезна човекот, односно ангелот Божји. А што ми рече? Ислам е кованица од 2 збора. Иса плюс селам. Иса селам, ислам. Кованица. А тоа буквално, или во превод, значи Иса на арапски Исус, Исусов селам мир. Селам алейкум, алейкум селам. Мир Божи, Божи мир. Така, така. Или шалом на еврејски, исто што и селам. Ајде, Тоа ми беше адутот со кој можев со секој муслиман и од дури овие повисокиот ешалон, муезините, ходжите, со кои се среќавав, и кога ова ќе им го кажев, зашто за нив беше ново. Тие не знаеја што значи името Ислам. И ден денес не знаат. Само ќе ми речеа мир. Да, велам, тоа е 50%. Селам. А Иса? Исусов, мир. И тоа беше такво откровение за мене, да јас добив крила, како Америка да сум ја открил. Убаво искуство. Ајде да направиме, при крај одиме веќе со уште неколку прашања имам да ја поставам, да направиме една паралела. Имат ли нешто заедничко или заеднички именител актерството и теологијата? Ако земеме лицемер на грчки значи глумец.
А додека теологија е наука за Бога, глумецот една страна, човек со повеќе лица, глуми она што не е, а додека теологијата е наука за Бога, за оној вистинитиот, за оној кој што е, како што рековме, и вистинит. Пророкот на последното време, Елена Вајт, тоа многу убаво го има објаснето и запишано во една нејзина книга. А тоа е на прашањето од еден проповедник, кој го прашува актерот, глумецот, како може, вели, вие, актерите, глумците, на вас публиката, гледачите, толку да ви веруваат, дури понекогаш ви аплаудираат. А на нас, вели проповедниците, не. Како може? Актерот, глумецот му рекол, ова го пишува Елена Вајт. Така. Многу едноставно. Вие, проповедниците, она што го кажувате, не го верувате во тоа што го кажувате. Не се соживувате. Значи, она што го говорите, испаѓа не верувате во тоа што говорите. Така. Односно, вистината ја кажувате како лага. А ние, глумците, дури и лагата знаеме да ја кажеме како вистина. Така. Пред некоја година ти се јавува некоја жлезда на грбот. Ако не се лажам. Да? Наодите од докторите се релативно лоши. Да. Твојата черка инсистира да одиш во Цирих, Да. во Швајцарија. Ти прифачиш и одиш во Швајцарија. После извршените прегледи, професорот те прашува кои се твоите планови за воиднина. Ајде, можеш и да не раскажеш кој е твојот одговор на ова прашање. Да, докторот од интернационалното онколошко оделение или оделение за канцер, Бруно Фукс, ми го постави тоа прашање. Подоцна, веднаш знаев што му е целта со тоа прашање. Што му беше целта? Целта му беше да види дали сум се предал. Ако сум добил канцер, дали сум се препуштил како мртва риба што ја носи водата. Така, така. И што беше твојот одговор? А јас му одговорив, докторе, на англиски, мојата цел е да го дочекам Господ Исус Христос кој доаѓа многу скоро. Како го прифати он? Беше изненаден. А јас искористив и од тоа нешто време што ни остана, да му го раскажам. Данило му го раскажувате, така нели? Втората глава од сонот на Навуходоносор, каде што е Европа во која што и тој и јас на некој начин припаѓаме. Тука станува збор за кипот, така? За кипот со светските царства, Вавилонското царство или империја, Медоперсиското, царството на Александар Македонски, не грчки, сакам да подвлечам, никогаш не сум чул Александар Грчки, затоа го викам Александар Македонски. Бидејќи во негово време дури било и лингва франка или заеднички јазик кој се викал кој не, на кој што е напишано и новиот завет, кој не. А зошто кој не? Па нели велиме и ние? Ко и ние?
Како и ние. Ко и ние. Тој јазик се вика кој и не. Како и ние. Македонски. Александар Македонски, третото царство империја, четвртото римското и прстите долу обединета Европа. Сето ова му го раскажав на И докторот кој беше Бруно. на крајот неговиот... Видов пријателски однос од негова страна. Го прифати. Да. Значи, добро. Сега си пензионер и живееш во Охрид. Како го минуваш времето? Летото многу убаво. Секој ден сончање, провитамин Д, кожата има потреба со помош на сонцето да го произведе тој провитамин Д, кој што е толку неопходен сега, посебно во ова последно COVID време, да не мора да се земаат суплементи, рибино масло, најубавиот Д витамин е со сончање. Убаво ли е да си пензионер или подобро беше кога работеше? Јас како пензионер и за време на овие 5-6 операции што беаше ги спомнавме, а сега слава на Бога, нема ништо, се е во мирување. Јас на целата болница таму им ја поделив книгата Големата борба. Помеѓу доброто и злото, односно помеѓу Христа и сатаната. Тука сме при крајот веќе. Да. Дали би сакал некоја кратка порака на нашите гледачи да му кажеме на крајот од емисијата од твоја страна? Мојата порака би била Светото писмо, кое што денес може слободно да се има врака, за разлика од периоди и векови кога се губеле глави, ако кај некого се нашло Свето писмо. Кога секој може да го има, писмо кое што во некои преводи има наслови Тестамент Божји, да го зграбиме тој тестамент, зашто во него Господ има добри мисли, добри планови за секого. И спасението, кое што ќе е толку пожелно во најкризново време кое е пред нас, доаѓа само од Господ Бог, Создателот, и Бог кој што нас не повикува. Ова сега, овој разговор, драги гледачи што го гледате, не е случајно. Ова е со Божјо провидение и со Божја техника денес да се слушне дека Господ доаѓа. Уште малку. Си одиме дома, сите. Овде сме сите на земјава гости, патници. Доаѓа оној кој што го задолжил човештвото. Да ги брои деновите, месеците, годините. Тој истиот Господ, кој после распнувањето се и воскреснал од гробот, и се вознел, и рекол, одам и пак ќе дојдам. Ние сите сме последната генерација која што ќе го доживее неговото второ славно доаѓање. Слава нека му е. Има ли поубаво со едни вакви зборови да се заврши емисијата? Благодарно за ова исцрпно, да така кажам, и искрено твое излагање денеска во мојата емисија, односно емисијата Меѓу редови. Ти посакувам многу здравје. Ти посакувам мирни пензионерски денови и се надевам дека повторно ќе се видиме во некоја друга прилика. Благодарам, Миланчо, и ова што го имавме сега, нека биде од благослов и здравје на сите, а и вечен живот. Најубавата награда
кај што ќе нема болест, кај што ќе нема смрт, кај што ќе нема солзи, кај што ќе нема избеглици, емигранти, несреќи, вечен живот. Има ли поубаво тоа? Затоа, ни слава ми требаше, ни кариера, сето е трици, како што вели апостол Павле, во споредба со вечниот живот. Слава нека му е. Благодарам уште еднаш, а ви благодарам и вас, драги гледачи, за вашето внимание и довидување до следното издание на емисијата Меѓу редови. Пријатно.